ВМРО-ДПМН синоќа во Струмица го одбележа 36-тиот роден ден на партијата со свечен настан на кој пред членовите, симпатизерите и партиските представници се обрати председателот на партијата и председател на владата Христијан Мицкоски. Во своето обраќање Мицкоски испрати повеќе политички пораки, најави предстојни промени посочувајќи дека тие ќе започнат веќе од наредниот ден со реконструкцијата на владата. Истакна дека во изминатиот период внимателно го следел функционирањето на одредени ешалони на власта и изрази незадоволство од однесувањето на дел од функционерите, оценувајќи дека кај некои се појавило оддалечување од принципите со кои добила довербата од граѓаните. Според Мицкоски до него пристигнувале реакции и поплаки од граѓани дека дел од министрите и директорите станале недостапни и недоволно присутни меѓу луѓето. Има и такви на кои фотелјата им стана поблиска од контактот со народот. Добивам поплаки дека дел од министрите и директорите се недостапни за народот. Има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Заборави од каде дојдовме и како почнавме, изјави Мицкоски. Во обраќањето тој се осврна и на периодот кога пред 8 години ја презел лидерската функција во партијата, потсетувајќи на почетоците кога ВМРО-ДПМН беше во опозиција. Мицкоски посочи дека токму од Струмица започнал со теренски активности и посети на местните комитети во период кога партијата функционирала со ограничени ресурси и мала организацијска поддршка. На крајот од своето обраќање премиерот порача дека актуелната власт не смее да ги заборави околностите во кои започнала, нагласи дека нема да дозволи привилегиите што ги носи власта да создадат дистанца меѓу функционерите и граѓаните. Настанот во Струмица беше искористен и како можност за испраќање пораки за понатамошното функционирање на партијата и владините политики во наредниот период. Министерството за образование и наука го промовираше новиот проект Прекинување на циклусот на насилство, системска превенција на семејно и врсничко насилство преку образовниот систем, чија цел е воспоставување долгорочно и одржливо решение за рано препознавање и спречување на семејното насилство врз деца и намалување на ризикот од негово пренесување во форма на врсничко насилство во училиштата. Проектот представува заедничка иницијатива во која се вклучени повеќе институции, образовни установи, граѓански организации, стручни служби, а неговата реализација е предвидена да трае една година. На денешната промоција во владата присуствуваа министрите за образование и наука, за социјална политика, демографија и млади, и за внатрешни работи, како и представници на комората на психолози. Од институциите порачаа дека семејното и врсничкото насилство остануваат сериозни општествени предизвици, дека е неопходен координиран и системски пристап за нивно навремено препознавање и спречување. Министерката за образование и наука Весна Јаневска истакна дека проектот е насочен кон еден од најчестите фактори кои стојат за појавата на врсничко насилство – семејната средина и изложеноста на насилство во домот. Според неа, бројни стручни анализи и искуства покажуваат дека агресивното однесување кај децата најчесто не започнува во училиштето, туку е последица на модели на однесување и искуства стекнати во домашната средина. Ке работиме на воспоставување одржлив механизам за рано препознавање, превенција и соодветно постапување при семејно насилство врз деца или нивно занемарување, преку поврзување на образовниот систем, институциите и семејствата во заедничката мрежа за заштита и поддршка, вели Јаневска. Во рамки на проектот веќе од следната недела започнуваат обуки за сите училишни психолози, педагози и социјални работници во основното образование. Покрај обуките ќе се реализираат и дискусии со наставници, родители и ученици со цел подигнување на јавната свест, поттикнување отворен разговор за проблемот и јакнење на довербата меѓу семејствата, училиштата и институциите. Министерот за внатрешни работи Панче Тушковски нагласи дека податоците покажуваат паралелен раст на семејното и врсничкото насилство, што според него ја потврдува потребата институциите да делуваат превентивно. Проектот има за цел да создаде училишна средина во која, покрај образовната улога, тоа ќе биде простори за препознавање, поддршка и навремена заштита на секое дете. Министерот за одбрана Владо Мисајловски на денешниот состанок на Северноатлантскиот совет во седиштето на НАТО во Брисел порача дека државата силно е посветена на развојот на националните одбранбени капацитети, кои представуваат важен сегмент од колективниот безбедносен систем на Алијансата. Тој нагласи дека континуираните инвестиции во одбраната, како и процесот на модернизација и опремување на армијата се видливи и се одвиваат со засилена динамика, со цел исполнување на НАТО целите на способности во предвидените рокови. Силно сме посветени на развојот на националните одбранбени капацитети, кои се составен дел од колективната одбрана на Алијансата. Тоа е евидентно преку инвестициите во одбраната, но и преку процесот на модернизација и опремување, кој е видлив со секој изминат ден, потенцира Мисајловски.
Според него државата издвојува рекордни буџетски средства за одбраната кои се насочуваат кон набавка на опрема, модернизација на системите и унапредување на човечките ресурси во армијата. Министерот истакна дека веќе изминатата година во земјава пристигнала значајна нова опрема, што заедно со обуката и развојот на персоналот придонело лесната пешадиска баталионска група да биде оценета како борбено способна за извршување на својата мисија во согласност со НАТО стандардите. На маргините на состанокот Михајловски оствари повеќе билатерални разговори со колеги министри за одбрана, меѓу кои средба со грчкиот министер за национална одбрана Николаус Дендијас. На средбата била нагласена заедничката стратешка определба за одржување мирен и стабилен регион. Двајцата министри разговарали за унапредување на одбранбената соработка. Михајловски посочи дека инвестициите во одбраната и безбедноста, како и развојот на инфраструктурните коридори 8 и 10 придонесуваат за зголемена стабилност и безбедност во регионот. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски на самитот на министри за транспорт од земјите на Западен Балкан, што се одржува во Солун, најави изградба на брза железничка линија која, како што рече, ќе овозможи значително скратување на времето на патување во регионот. Тој истакна дека во рок од околу 5 години се очекува патувањето од Скопје до Солун да трае 1 час и 25 минути, додека од Скопје до Белград би се свело на околу 2 часа и 30 минути. Според најавите, Македонија влегува во фаза на интензивен инфраструктурен развој, при што започнува изградба на брза железница долж коридорот 10 од границата со Србија до границата со Грција. Николовски појасни дека новата железница ќе овозможи брз карго транспорт до 200 км на час, додека патничките возови ќе се движат со брзина до 160 км на час, што, како што рече, ќе представува значајна трансформација за економијата и транспортниот систем. Македонија е влезена во фаза на силен инфраструктурен развој. Започнуваме со изградба на брзата пруга на коридорот 10, истакна тој. Вкупната вредност на проектот се проценува на најмалку 2 милиарди евра. Неговата реализација според планот треба да заврши во период од 5 години. На самитот, организиран од секретаријатот на транспортната заедница, учествуваа министри од регионот и еврокомесарот за удржлив транспорт и туризам Апостолис Цицикостас. Николовски нагласи дека земјите долж коридорот 10 треба заеднички да работат на неговото дооформување и модернизација, како предуслов за економски раст и ефикасен транспорт во југоисточна и централна Европа. Израелската војска соопшти дека ќе продолжи со воените операции во Јужен Либан и покрај меморандумот меѓу Соединетите Американски држави и Иран, кој предвидува итно и трајно прекинување на воените дејствија на сите фронтови, вклучително и Либан. Според израелската армија, нивните сили се распоредени околу 10 километри навнатре на територијата на Либан, во одредена зона на операции со цел, како што наведуваат, елиминирање на заканите. Објавена и мапа со нивните моментални позиции. Иако интензитетот на нападите е намален по договорот меѓу Вашингтон и Техеран, на терен продолжуваат инциденти. Во Бејт Јахун се е повредени 2 лица во близина на Кфар Тебнит, едно лице е убиено, а друго тешко повредено според ливански извори. Хезболах соопшти дека нема да прифати еднострано примирие, возврати на нападите, при што израелската страна призна дека има жртви и ранети во своите редови. Иран предупредува дека договорот со САД може да пропадне доколку Израел продолжи со нападите, доколку Вашингтон не ја контролира ситуацијата. Техеран најавува и можен одговор доколку бидат прекршени условите од прекинот на огнот. Либан во моментов се смета за прв голем тест на американско-иранскиот договор, при што клучното прашање останува дали САД ќе успеат да влијаат врз Израел и да спречат понатамошна ескалација. Кина упати повик до Соединетите Американски држави и Иран да ги почитуваат преземените обврски од неодамна подпишаниот меморандум и да преминат во следната фаза од преговорите со рационален и прагматичен пристап. Пекинг го поздрави договорот меѓу Вашингтон и Техеран со кој се повикува на прекин на непријателствата и продолжување на дипломатскиот процес, оценувајќи дека тој представува позитивен чекор кон намалување на тензиите и зајакнување на процесот за прекин на огнот. Портпаролот на Кинеското Министерство за надворешни работи Лин Џијан изјави дека Кина очекува сите страни да го почитуваат духот на договорот и целосно да ги исполнат своите обврски. Кинеското МНР потсети на претходните дипломатски напори и ја поздрави улогата на посредување, истакнувајќи дека Кина ќе продолжи да игра активна и конструктивна улога во обезбедувањето мир и стабилност на Блискиот Исток и регионот на заливот. Во исто време Пекинг испрати порака и до Израел, повикувајќи ги сите релевантни страни да действуваат во интерес на регионалниот мир, особено во контекст на продолжените воени операции во Либан.
Медиумски извештаи наведуваат дека договорот е потпишан од американскиот претседател Доналд Трамп и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, но дека неговата имплементација останува условена и кревка со предупредување за можни нови ескалации. Следната фаза од преговорите ќе биде клучна за тоа дали договорот ќе се задржи како привремен механизам за деескалација или ќе прерасне во поширока рамка за долгорочна стабилност.